И конечно сум во друштво на семејство Кираџиеви, ултрамаратонци кои што за прв пат ќе му подарат нешто на градот Скопје, тоа е првиот ноќен полумаратон. Endurance МК е организатор. Весна, како се одлучивте на ваков чекор? Тркава значи ни беше одамна во план, ноќна, затоа што во Македонија досега нема ваков настан. Посебно бевме мотивирани после Скопскиот маратон, нели за жал беше откажан поради безбедносната ситуација и многу од учесниците буквално беа така да речам разочарани затоа што неистрчани. Да, неистрчани се подготвува, реално сите многу се подготвува. На крај стана без трка. Не се сите во можност, нели, ние многу често одиме на трки надвор од Македонија и меѓутоа свативме дека не се нормално сите финансиски во можност да излезат, сепак и котизациите таму се далеку повисоки од тоа што ние тука го нудиме. И така решивме, нели, да ја организираме оваа трка, па сакавме да биде ноќна, да биде летно време, малцето дека е нели времето потопло, да начекаме, нели, ноќно време кога веќе освежува времето и да им овозможиме на македонските и на скопскиот народ да може да учествува на ваква трка и да се забавува пред се. Така, за оние најхрабрите во овој момент, од сега ќе имаат шанса, значи, да се јават на 30 63 100 во Урбан радио и се разбира да го добијат своето гратисче, како што вели Весна, односно шанса да го истрчаат својот маратон. Продолжуваме со музика, а подоцна Александар ќе ни открие за карактерот на овој маратон. Уживајте во урбаните звуци на новото радио. Урбан FM 90,8. И така продолжуваме со информацијата најважна за вас, драги мои слушатели, а тоа дека на 30 63 100 оној кој што ќе се јави и ќе го даде точниот одговор на прашањето кој е организатор на првиот ноќен полумаратон во Скопје, ќе добие бесплатно учество на истиот. Тоа со Александар е време да проговориме за карактерот на овој ноќен маратон и колку вкупно учесници за сега се пријавени. Здраво Тина и од мене, здраво и на слушателите на Урбан FM радио. Повтор пат ми е задоволство да учествувам, нели првиот пат беше по повод Скопски маратон, сега по повод и оваа трка, овој полумаратон кој што ние го организираме како Endurance МК. Сакам чисто како најава да ги споменам и оние кои што ни овозможуваат како помагатели да го организираме овој голем настан, секако тука се Скопски маратон, кои што секогаш се стојат позади нас и како техничка поддршка и како морална поддршка, како секаква поддршка. Тука е Empire State Building фитнес центарот, кој што ќе организира зумба заедно со Тања пред стартот на трката, ќе ги загрева сите оние учесници кои што се заинтересирани на таков начин да се загреат и сите оние технички помагатели кои што понатаму во емисијата и во понатаму во текстот ќе ги споменеме. До сега се пријавени негде околу 80 надпрерувачи, меѓутоа знаејќи ја психологијата и водејќи се по аналогија на она што се случуваше на Газибаба трката која што ја организираме, кросот кој што го организираме во март, таква едноставно ни е психологијата, чекаат луѓето, чекаме и јас сум таков најверојатно. 5 до 12. 5 до 12, ако ми верувате на Газибаба значи цел месец беа отворени пријавите, во последните 5-6 часа се пријавија 50% од надпреварачите, односно 90 до пред 5 часа пред затварањето. Дали се такви во текот на трчањето, ме интересира? Тука бркаат резултати, не се такви, не се значи инертни, туку бркаат резултати и пред се забавуваат. Очекуваме бројка од негде. Јас сум оптимиста дека ќе има преку 200 надпреварувачи, што би било една огромна дружба, журка под отворено небо, под месечина, да речам, бидејќи е прва ноќна трка. И ќе има интересна забава со толку многу луѓе, со еве Весна најави дека, или се уште не најави, не ми викнува, за пиво парти, дека ќе има во вториот дел ќе најави. Меѓутоа ќе има одлична дружба, еве ќе го кажам тоа официјално на вашето радио, како официјално на прв медиум, инаку го имаме преку социјалните мрежи најавено. Патеката од 21 км и 0,95 метри е точно измерена со помош на единствениот лиценциран атлетски судија за мерење на
улични трки Киреси на Диновски, му благодариме на него, значи со искрено да кажам и јас мислев дека тоа така едноставно со стави брзинометар и тоа на точак и таква некоја Не направа. кажавме стартот. Стартот ќе биде од која локација? Еден вака, значи за појаснување на слушателите на вашето радио и за сите трчачи. Еден круг изнесува 1793 метра, точно измерен. Тоа значи дека се вртат 12 круга и од стартот до целта има 306 метри, односно таму каде што ќе се финишира на 306 метри погоре, така да се изразам, е стартот, а тоа му доаѓа некаде Збирна точка некаде Пар. пред дискотеки. збирно место, да речеме, пред дискотеките во парк, XL и Младост Лудост, не сум бил одамна, сум ги заборал, може да се смениле во меѓувреме. Стартот ќе биде едно, да речам, 200 метри, паралелно со зоолошката градина. Са нема тука нешто да видно обележено, ќе има балон капија на добро позната балон капија ќе има и Таму на каде стартот што ќе биде гужвата таму. Гужвата таму кај што ќе биде музиката, таму финишот, таму кај што ќе биде пивото, ќе препознаат и секако музика. Во продолжение потсетувам уште еднаш на 30 63 100 бидете храбри и јавете се затоа што имаме едно многу тешко во наводници прашање. Тој кој е организатор на овој прв ноќен полумаратон во Скопје. Одиме со добра музика, ќе ве мотивираме и да се пријавите секако и да го истрчате вашиот најважен круг. И без никакво изненадување, во големо очекување сме да го слушнеме нашиот драг слушател. Ни се јавува кој? Љупчо Трајков на телефон. Љупчо Трајков, здраво. Прво прашање за вас, колку често слушате Урбан FM? Па редовно, секој ден, кога сум во кола, редовно ве слушам. Заслужуваме комплименти или може би има и некоја критика? Секако, само пофалби. Само пофалби. Откривте дека најчесто не слушате во автомобил. Дали ви се случува често и да се рекреирате, да спортувате, да трчате, може би? Па да, редовни сме ние на Кеј, на Газибава и на Водна. Одлично. 45. Сега ќе ве препуштам во друштво на Весна и Александар. Имаат, како што најавив, многу тешко прашање. Прашањето е? Кој е организатор на трката? City Park Night. Организатор на 21. е нели Endurance клубот. Да, добро, Да, браво. точно е, одлично. Сега го сите заедно ќе се видиме на овој прв ноќен полумаратон градски и јас вам ви посакувам и одличен резултат затоа што веќе сте на добар пат. Среќата на ваша страна. Успеавте да се освоите бесплатно учество на овој полумаратон. Љупчо, и јас те поздравувам Те и очекуваме. заедно ќе го поздравиме и Смилков, знам дека си пријателче со него, така да те очекуваме во петок, сабота, односно четврток, петок за подигање на стартните пакети во парк и сабота на трката, нормално. Ви благодарам. Ти Поздрав, благодариме, поздрав. чао. Одиме со добра музика. И останува уште еднаш да ги подсетиме сите оние, како што ги нарече Александар, 50% кои што ги чекаат минутите 5 до 12 за пријавување, дека може тоа пуштено да го направат до Значи, доаѓа понеделник некаде, се надеваме да уште една недела има за пријавување. Да, ние сме си научени така да ги чекаме сите до 5 до 12, меѓутоа ете да ги измотивираме малку со време да си се пријават оние веќе кои што си се одлучени дека сака да трчат. така и да ги подигнат сите оние нешта кои што им припаѓаат за учество во трката, односно во маратонот. Сега да проговориме за учесниците. За карактерот на учесниците, дали постои возраст од до мажи, жени, супер маратонци, рекреативци. Вака, буквално ние како што го најавивме нели во самата објава, секаде каде што си имаме испромовирано како така, како настан, дека не сме ограничени, значи буквално пред се и таргетот ни е нели на оние рекреативци, оние кои што сакаат да се забавуваат, кои што трчањето го гледаат како забава. Меѓутоа не сме ограничени на категории, единствено бидејќи сепак е полумаратон, убаво би било да се нели над 18 години или евентуално да имаат, ако се помали од 18, да имаат потврда од родител дека им дозволува да го. Возможно е старателот да трча за нив. Да, може, да. Сакаме значи да ги вклучиме оние, знам дека е актуелно во светот има посебна категорија за луѓе со инвалидитет, односно во колички, така да ова е рамна патека. Доколку има и такви, еве ќе кажеме дека можат и бесплатно да се, значи само да ни достават некаква потврда доколку некој во нивно име ги подигнува стартните пакети, можат бесплатно да учествуваат. Сакаме да ја промовираме и таа категорија на луѓе кај нас, зашто воопшто кај нас немало таква
такви трки посветени на овие луѓе. А што се однесува до категориите, има две категории, машки и женски. Значи така ќе бидат поделени и резултатите кои ќе бидат објавени и победниците ќе бидат поделени на машка категорија и женска категорија. А јас себе ќе си дозволам да кажам дека и Урбан FM ќе биде на лице место, нешто што прв пат ќе се случува, тоа значи ќе имате директен радио пренос од овој ноќен полумаратон и прв од таков карактер. Нема да заборавиме да ги поздравиме, се разбира, вашите фанови Александра Пешова и Мартин Поповски, кои што и сите останати кои што гледаме дека тука не поздравуваат. Директен поздрав, така. Нема на Facebook се оно што треба да го направите, се разбира да останете уште малку на оваа фреквенција, бидејќи ќе следува уште еден влез, ќе го отстапиме на Александар, затоа што секако ќе треба да ги мотивираме зошто треба да бидат први и најдобри на овој полумаратон. И последните минути од ова денешно издание на Звукот на Скопје посветени на првиот ноќен полумаратон. Александар, дали треба да се очекува дека ќе има прогласување вистинско на победници? Да, највистинско. Тина, фина, највистинско. Да, секако ќе има прогласување, трка ко трка, секоја трка си има победници, си има прво пласирани тројца во секоја од категориите, кај нас има нели две категории, мажи и жени. Ќе има прогласување, тоа ќе го оставиме како изненадување за победниците, за прво пласираните тројца во смисла нели на награди, така да тоа ќе биде нели на неколку дена пред трката објавено и ќе дознаат луѓето за нели што се борат, не секој се бори. Дали овој полумаратон планирате да стане и традиција? Да, секако. Планираме да стане традиција, ќе не мотивира повеќе оваа година за понатаму, да видиме како ќе се одвива, како еден вид стимул, а како и да биде исходот на крај, секако ние ќе работиме за се повеќе и повеќе да ја развиваме оваа традиција и се надеваме дека не само што ќе да прерасне во голема традиција, меѓутоа и да прерасне во голема манифестација, а голема манифестација, за жал ќе споменам како негативен момент еден, за да прерасне една манифестација во голема, треба да се вложи во таа манифестација, а не фирмите и компаниите да ги избегнуваат ваквите манифестации. Сите апелираат и сите прокламираат некој здрав живот, а не знам како го замислуваат тој здрав живот ако едноставно не вложат во ваква убава непрофитабилна организација како што е трчањето, како што е полумаратонот, маратонот и е конкретно за нашиот полумаратон. И па затоа вие ќе се покажете, ќе им биде многу криво и следната година први ќе се пријават не во 5 до 12. Останува на крај да ви се заблагодарам што бевте дел. Уште еднаш подсетување, пријавување до Пријавување до 31 август, рокот затвара во 23 часот и 59 минути. Пријавувањето е преку исклучиво, значи ексклузивно преку kupinapopus.mk во секцијата спорт. Нема да лутате многу, бидејќи има 5-6 објави во секцијата спорт. Ќе најдете под Газибаба. Јас сакам ова само на крај уште да преку се извинувам, не Газибаба, таа е трката која организираме во март. Весна е тука да исправи. Весна суфлерот. Се извинувам, значи ноќен полумаратон City Park Night 21 не е Газибаба крос кантри челниште, е манифестација која организираме во март. Сакав само да споменам како дел, како секогаш нели навремено поканети во вашата емисија, преска Тина многу фина спомна дека ќе бидат покровители медиски на настанот. Јас сакам да кажам дека Урбан FM ќе бидат ексклузивни, значи официјални медиски покровители на настанот, кои што во живо од лице место на настанот ќе известуваат на своето радио, на своите микроталасни должини. Како да јас, ако имам време, ќе се приклучам кон трката, па можеби ќе биде прв таков пренос во трчање. Тоа би било идеално. Тоа би било идеално. Тоа јас би сакала да го направам. Секако на крај ќе наздравиме со пиво. Ја не знам како ќе. Благодарам уште еднаш што бевте тука. Се гледаме тогаш на терен 5 септември, вистинското место 20 часот, да бидете дел од овој прв ноќен градски полумаратон. Многу среќи на сите учесници, се разбира Звукот на Скопје продолжува во спортски дух и понатаму со секое наредно издание. Време, чао. Чао.